Во ова издание на Неделна хроника, во која ве подсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Трудниците и мајките возачи со деца до 3 години ке добијат посебни паркинг места. Околу 40.000 нерегистрирани и неосигурани возила активно се вклучени во сообраќај. Казната изнесува 500 евра. Ново јавно предпријатие за хуман третман на животните скитници. Шилегов со апел до беџети и општина Сарај да си ја работат работата за која се избрани. Железните диносауруси се преселија во Скопската зоолошка градина. Трудниците и мајките кои возат деца до 3 години ке добијат на паркинзите посебни места за паркирање. Ке бидат поставени посебни табли на паркинзите, а возилата на тие категории граѓани ке бидат обележани со налепници. За трудниците и возачите на деца ке биде објавена и брошура со совети за однесување во сообраќајот со цел нивна поголема безбедност. Автомотосојузот на Македонија за оваа намена го изработи проектот Безбедни семејни паркинг зони, а е во соработка со Министерството за внатрешни работи, за транспорт и врски, ЗЕЛС, Факултетот за безбедност и Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски истакна дека безбедноста во сообраќајот е еден од главните приоритети на ресорното министерство, а проектот Безбедни семејни паркинг зони го заслужува институционалното внимание. Спасовски посочи дека на паркинзите ќе бидат поставени посебни табли на овие ранливи категории граѓани, но треба да се работи на подигнување на сообраќајната култура кај возачите. Ова е еден чекор кон подобрување само на безбедноста во сообраќајот и примена на европски пракси. И ова само покажува дека треба многу да работиме на подигање на сообраќајната свест, на сообраќајната култура, за да имаме и побезбедни улици, меѓутоа и побезбедни граѓани. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски истакна дека за примена на проектот Министерствата за транспорт и врски и за внатрешни работи од следниот месец треба да го изменат правилникот за сообраќајни знаци, опрема и сигнализација на патот. Крајната цел е да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот, особено за бремените жени. Согласно надлежностите кои што ги има Министерството за транспорт и врски, заедно со Министерството за внатрешни работи ќе пристапиме кон измена на правилникот за сообраќајни знаци и опрема и на тој начин ќе внесеме тоа, рачунаме да биде од прилика за месец до месец и пол комплетно да биде целокупната процедура завршена со потпишување и имплементирање на тој правилник, се со цел да ова еден одличен проект целосно биде имплементиран од наша страна и се разбира на сите учесници кои што се во сообраќајот. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на град Скопје Петре Шилегов истакна дека го поддржува проектот и ги повика сите општини активно да се вклучат во проектот преку промена на постојните правилници за сигнализација на патот. Шилегов додаде дека она што е најважно е да се промени сообраќајната култура. На овој проект, нова активност е доказ дека координирана соработка меѓуинституционална и на државно и на републичко и на локално ниво, како и активност на останатите институции како што е Автомотосојузот, факултетите, болниците, е добар начин, добар пристап како една категорија која што можеби била на маргините на нашите размислувања воопшто, ќе добие една посебна грижа институционална од сите нас. Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство Викторија Јовановска рече дека најранливи категории во сообраќајот се бремените жени и мајките кои превезуваат деца до 3 годишна возраст. Јовановска додаде дека ќе бидат изработени брошури кои ќе им се даваат на нивните пациенти, а првите обележани паркинг места ќе бидат кај клиниката за гинекологија и акушерство. Иако генерално бебето е добро заштитено во стомакот на мајката, сепак бремените жени како учеснички во сообраќајот треба да бидат едуцирани како да се заштитат себе си и бебето од повреди. Ова е одлична идеја која што ја спроведуваме заедно, не може да се избегне секако гинеколошко-акушерската клиника во Скопје, бидејќи тука поминуваат најголем број од трудниците.
За сите нив ќе биде изготвена брошура во која што ќе им бидат објаснети условите и начините како да се однесуваат во сообраќајот, меѓутоа и се околу нивната здравствена состојба. Според деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски, секојдневните активности на сите институции за безбедноста во сообраќајот се добри, но не се доволни, а затоа говорат и податоците од сообраќајниот бюлтен за изминатиот викенд, кога се случиле 21 сообраќајка, едно лице е починато, а казнети се 148 возачи за пречекорување на брзината, 42 под дејство на алкохол, 45 без дозвола, 183 возачи за погрешно паркирање, истакна Дујовски. Конзорциумот составен од ЕВН Македонија и ЕВН Електроснабдување е избран за најдобар понудувач на електронската аукција за јавно поддавање за избор на универзален снабдувач со електрична енергија, што се одржа утрово. На акцијата покрај конзорциумот учествуваше и Елем Трейд Дуел Скопје, а понудувачот ЕВН понуди најниска мрежа, односно процент на профитна маргина од 11,5%. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев нагласи дека со универзалниот снабдувач како механизам се штити интересот на граѓаните и се обезбедува домашно произведената електрична енергија да стигне кај нив по најповолни цени и услови и на тој начин да се заштитат од ценовните шокови, а од друга страна се либерализира пазарот на малите компании кои сега имаат пристап на слободен пазар и треба да очекуваат пониска цена на електричната енергија од таа што ја имаат досега. Досега начинот на пресметка на мрежата на ЕВН на некој начин беше монополски, бидејќи Регулаторната комисија за енергетика ги прифаќаше сите трошоци за оперативното работење на компанијата и даваше маргина над тие трошоци. Сега механизмот на пресметка е различен, а во базната цена се зема само цената на електричната енергија која универзалниот снабдувач мора да ја купи на тендерска постапка, а над тоа е маргината од 11,5%, во кој влегуваат сите оперативни трошоци и ненаплатени побарувања, како и нивната маргина која ќе им остане после надминувањето на трошоците. Се очекува да нема покачување на цената на струјата и по 1 јули, кога Регулаторната комисија за енергетика треба да ја утврди новата цена на електричната енергија, што ќе важи за универзалниот снабдувач. Тендерската постапка за набавка на новите автобуси на природен газ за потребите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе започне на 15 март, се наведува во најновата информација објавена од Европската банка за обнова и развој. Компаниите најпрво ќе ги испратат своите понуди за набавка на новите 30 до 40 еколошки автобуси, пошто ЈСП Скопје ќе треба да ја избере најповолната понуда, што ќе биде доставена од производителите на овие превозни средства. Средствата во износ од 10 милиони евра за новите автобуси веќе се обезбедија од ЕБОР, а дополнителни 1,8 милиони евра се алоцирани од буџетот на ЈСП Скопје. Најдоцна до почетокот на 2020 година на скопските улици ќе сообраќаат новите автобуси. Најголем дел од нив ќе бидат дводелни возила, со поголем број седишта и простор за стоење на патниците, со што ќе се намалат гужвите во јавниот превоз. Идните автобуси ќе имаат Евро 6 мотор, а природниот газ целосно ќе го исклучува загадувањето на воздухот од страна на овие возила. Новите превозни средства ќе бидат нископодни, климатизирани и ќе имаат можност за превоз на лица со телесна инвалидност. Продолжува акцијата за доделување субвенции за чистење на оџаците со цел намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. И годинава град Скопје објави јавен повик за субвенционирање на домаќинства и други субјекти на подрачјето на град Скопје за чистење оџаци. Со овој повик, град Скопје надоместува дел од трошоците на домаќинствата и на другите субјекти за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а на јавниот повик може да учествуваат физички и правни лица, чие живеалиште, односно седиште, е на подрачјето на град Скопје.
Јавниот повик трае заклучно со 30 ноември и ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен, односно до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со буџетот на град Скопје за годинава. Мерката има цел да постигне краткорочни и некои подолгорочни ефекти, како што се постигнување подобро согорување, намалување на штетните отпадни гасови, појава на саѓи и трошоци за затоплување, како и подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оџаците. Командантот на противпожарната бригада на Скопје Владимир Симоновски во изјава за Прва Скопска рече дека оваа грејна сезона бројот на пожари предизвикани од оџаците бележи намалување поради мерката на градот за доделување субвенции за чистење оџаци. Конкретно за неисчистени оџаци имаме бројка од 150 пожари направени во 2018 година. Во оваа година во оваа грејна сезона 2018-2019 бројот на пожарите за оџаци е малце значително намален поради мерките на градот Скопје за исчистени оџаци и субвенциите што се доделуваат во врска со оџачарите. Целта на овој проект е намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух во градот и зголемена концентрација на PM10 и PM2,5 честички. Градот Скопје оваа мерка ја реализираше и во 2018 година, кога беа доделени 269 субвенции. Заврши и третата поред акција за субвенционирање при купување нови велосипеди која ја спроведе општина Карпош. Акцијата започна со исцрпување на паричните средства кои локалната самоуправа ги обезбеди за оваа намена. Инаку општина Карпош од 1 февруари 2019 година почна со спроведување на акцијата Карпош на точак, со која се субвенционираа 30% од цената на купување на нов велосипед или во максимален финансиски износ најмногу до 3000 денари. Право на субвенционирање во оваа акција имаше секој полнолетен жител на општина Карпош кој ќе купи нов велосипед започнувајќи од 1 февруари 2019 година. Во град Скопје пак повикот не е временски ограничен, туку ќе трае се додека не се исцрпат средствата предвидени за субвенции при купување нови велосипеди. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март, мартинки, станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишаа во репрезентативната листа на УНЕСКО. Со цел да се промовира нематеријалното културно наследство, ХМУС во 2013 година го стартуваше Денот на Баба Марта, проект за заедничките културни традиции на Балканот кој прерасна во традиционална манифестација, која што по 6-ти пат се одржува во Скопје. Оваа година традиционалната манифестација Среќна Баба Марта се одржува од денеска до 3 март во Капитол. Василка Димитровска од ХМУС го објаснува значењето на манифестацијата и на мартинките воопшто. Оваа манифестација е посветена на мартинките, една традиционална амајлија од нашиот народен фолклор. Ние крстивме оваа манифестација Денот на Баба Марта според успешната апликација во УНЕСКО, која што носи малку поинако име, културни обичаи поврзани со прославувањето на 1 март. Мартинките се една традиционална амајлија од македонскиот фолклор, меѓутоа и од фолклорот, како што веќе напоменав, на неколку други народи и држави на Балканот. Тие предсе се изработуваат од бел и од црвен конец. Имаат своја символика, овие бои означуваат будење на природата, крв, живот, светлина, непорочност. Мартинката мора да се поклони и кога вие на некому ја поклонувате, му посекувате радост, среќа, љубов, здравје, берикет во следната година. Таа се носи или на рака, или на ревер, кој каде како сака. Изработката и поклонувањето мартинки на најблиските е традиција која во Република Македонија. На овој ден карактеристични црвени и бели мартинки се разменуваат или се подаруваат на најблиските и се носат закачени на облеката или врзани за зглобот на раката. Постојат различни обичаи при традиционалното подарување на една мартинка. Генерално таа секогаш е со конци од црвена и бела боја, меѓусебно испреплетени или исплетени, од кои црвената ја символизира бојата на крвта, а белата на чистотата.
Се подарува на 1 март во чест на Баба Марта и се носи околу рака или закачена на облеката сето додека расцвета првото дрво или пак додека не се здогледа првата ластовичка или првиот штрк, а потоа се закачува на дрво со желба за сопствено и за добро здравје на своите блиски во тековната година. Бирото за развој на образованието го објави новиот список на задолжителни изборни лектири кои ќе важи од наредната учебна година. Списокот содржи листи за задолжителна и изборна лектира за секој оделение, од 2 до 9. Кифличката Мирна, легенди за Марфи Компирката, Скокни прескокни, се дел од поновите наслови што влегоа во новиот список со лектири од 2 до 9 оделение, кое го подготви Бирото за развој на образованието. Светската класика Малиот принц се враќа повторно во задолжителна литература во 9 оделение. Оваа книга во последните неколку години не беше задолжителна, а беше оставено на наставниците да проценат кога и дали би ја работеле, во зависност од интересот на учениците. Во наредната учебна година основците ќе читаат лектири според новиот список што деновиве го објави Бирото за развој на образованието. Откако минатата година беше објавен јавен повик за ревидирање на списокот, до Бирото стигнаа многу предлози. Постојниот список е изменет и дополнет. Дел од книгите се поместени од една во друга година или од задолжителни во изборни лектири. Снежана ја нема во 2 оделение. Шикерната приказна ќе се учи во 4 наместо во 3 како досега. Списокот содржи листи на задолжителна изборна лектира за секој оделение од 2 до 9. Порано имаше само листа со лектири за кои се подразбираше дека се задолжителни. Сега има дел задолжителни и дел изборни. Сите задолжителни лектири се обработуваат. Од наведените изборни наслови во секој оделение, наставникот го прави изборот која лектира да се работи. Околу 40.000 нерегистрирани и неосигурени возила, според осигурителните компании, активно се вклучени во сообраќајот на патиштата и представуваат закана за безбедно одвивање на сообраќајот, предупредуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Оттаму посочуваат дека безбедноста во сообраќајот во голема мера зависи од исправноста на возилото, но и покрај тоа, одредена група возачи ги користат возилата избегнувајќи или заборавајќи на задолжителниот технички преглед на возилото, редовниот сервис и редовното задолжително осигурување и регистрација на возилото. Напоменуваат дека возењето на неисправно и нерегистрирано возило е опасно, ризично и неисплатливо, ако се има предвид фактот колку се големи санкциите за учество во сообраќај со нерегистрирано возило и какви се последиците и загубите ако се учествува во сообраќајна незгода со неисправно, нерегистрирано и неосигурано возило. За учество во сообраќај на патиштата, возилата задолжително треба да бидат регистрирани, да имаат важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење и треба да бидат означени со пропишани регистарски таблици. Непочитувањето на оваа законска одредба се санкционира со парична казна од 500 евра во денарска противредност. Последната стратегија за туризам во Охрид ја изработувал агроекономист ангажиран од Swiss Contact. Затоа не била усвоена и градот се уште е без туристички правец, реагира стручната јавност. Професорот Наума Мариновски од Факултетот за туризам вели експертската јавност мора да биде вклучена во изработката на овој значаен документ за туризам. Стратегијата не смее да изработуваат некомпетентни лица, а не може да ни ја кројат ниту странски експерти, бидејќи недоволно ги познаваат домашните прилики. Јас секој пат реагирам, ако вие сте забележале, дека реагирам на стручност и компетентност. И во тој случај, и во случајот на стратегијата за Република Македонија, исто така реагирав. Јас тоа го правам со добра намера, со намера да се ангажираат сите експерти кои имаат различни профили во третманот на оваа проблематика и никој пат ние како факултет не настапуваме само од гледна точка на просторот, од социолошка гледна точка или само од економска гледна точка. Ние гледаме сите тие компоненти да ги обединиме и да можеме некои решенија да изнајдеме кои ќе бидат позитивни во оваа насока.
Масовниот туризам никако не смее да биде ставен во втор план, како што сугерираат дел од изработувачите на стратегијата, преферирајќи развој на алтернативен туризам. Ние денес зборуваме за околу 1 милион посетители и со тоа се гордееме дека сме успеале. Ако е тоа така, тогаш не можеме да речеме дека масовноста треба да биде намалена. Напротив, значи, ние сакаме што е можно повеќе туристи да имаме, но со дисперзирани пристапи во таа реализација. Значи да, во зависност од просторните можности, да сите тие компоненти ги ставиме во функција. Се очекува наскоро да започне изработката на нова стратегија за туризам во Охрид, во која експертската јавност ќе понуди бројни решенија за подобрување на туризмот. Мариновски вели, од старата стратегија која не беше усвоена ќе се искористат само позитивните, добри решенија, се што е нестручно и погрешно ќе биде отфрлено. Советот на град Скопје на денешната седница донесе одлука за формирање јавно предпријатие за хуман третман на животните скитници, а новото предпријатие ќе го носи името Лајка. Новото јавно предпријатие ќе се формира од постојните служби што досега функционираа во рамки на јавното предпријатие комунална хигиена, а истото ќе ги преземе сите активности, каде што спаѓаат заловување на животните скитници, нивниот транспорт до стационар, прием и преглед од овластен ветеринар, лабораториско испитување на животните на одредени болести, стерилизација, постоперативно сместување, лекување и нега, ветеринарна грижа, идентификација и регистрација, вакцинација и враќање на местото на заловување или преземање процедури за вдомување од заинтересирани граѓани. Како што информираат од град Скопје, формирањето на новото јавно предпријатие кое ќе се занимава исклучиво со оваа проблематика е потребно од повеќе причини. Пред се поради недостатоците на досегашниот систем на работа со бездомни животни, што резултираше со зголемено присуство на кучињата скитници на јавните градски површини и при тоа представуваат реална опасност за безбедноста на граѓаните. Во текот на 2018 година против градот Скопје и јавното предпријатие комунална хигиена се поднесени над 200 тужби за надомесна штета заради напад и гризнување од бездомни кучиња. Од град Скопје велат дека новиот систем ќе овозможи градот стратешки да се справи со проблемот на животните скитници од скопските улици, преку воспоставување поефикасна контрола над популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје. Токму затоа, во креирањето на организација на предпријатието и неговите органи ќе бидат вклучени и невладиниот сектор со искуство во сферата на заштитата на животните, со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум, и тоа на начин кој ќе обезбеди нивна благосостојба, но истовремено да гарантира безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини. Диво изградената платформа кај кањонот Матка се уште е на истото место, а општина Сарај нема направено никакви чекори за нејзино отстранување. Како што информираше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, државниот градежен инспекторат ќе ја утврдува состојбата на терен за која општина Сарај не постапува, па дури и откако безправноста ја констатираше инспекторатот на град Скопје и ќе донесат соодветни одлуки во однос на евентуално одземање на ингеренциите во урбанизмот на општината. Градоначалникот Шилегов рече дека немаат законска надлежност за уривање на дивоградбата. За неадекватноста на градежната инспекција на Сарај е известен инспекцијскиот совет и во координација со Министерството за транспорт е побарано да постапува државниот градежен инспекторат. Град Скопје во рамки на ингеренциите кои што ги имаме. За жал немаме ингеренција да ја срушиме. До сега ја срушевме. Да немаме дилема околу тоа прашање. Законска можност за тоа градот нема. Постапувајќи согласно законските можности на градот Скопје, ние излеговме преку градскиот инспекторат на лице место. Констатиравме бесправна состојба. За тоа го известивме инспекцијскиот совет, кој што треба да превземе дополнителни мерки. Заради неактивност на градежната инспекција на општина Сарај,
Во координација со министерот за транспорт и врски го известивме државниот инспекторат кој што треба да излезе на лице место, да ја констатира состојбата и согласно тоа да донесе соодветни одлуки за одземање или неодземање на ингеренциите во рамките на урбанизмот на општина Сарај. Шилегов апелираше до градоначалникот Блерин Беџети и до општина Сарај да почнат да си ги работат работите за кои се избрани. Тој потенцираше дека не смее да се дозволи, особено не во градежниот сектор, особено не во природните богатства и реткости како што е матка. Министерството за транспорт и врски, како што потврдија оттаму, испратило официјално барање до Државниот градежен инспекторат да излезе на терен и да ја утврди фактичката состојба со дивоградбите во општина Сарај. Според Законот за градење се врши инспекцијски надзор на работата на општината, а ингеренциите во урбанизмот и градежништвото се одземаат на предлог на Државниот градежен инспекторат. Дивоградбите да не се легализираат по 1 евро за квадрат, туку оние кои граделе бесправно да плаќаат комуналии според цените на општината и плюс пенали од и него почитувале законот. Ова е ставот на ЗЕЛС по однос на новиот нацрт закон кој го предлага владата за легализирање на објектите изградени до 2018 година. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје Петр Шилегов рече дека несовесните граѓани кои граделе бесправно не треба да бидат наградувани и допрва ќе се утврдува дали постои потреба да продолжи некој таков циклус. Затоа е формирана работна група и додаде дека како држава и институција не смеат да дозволат бесправна градба на било каков начин. Затоа е формирана работна група, прво да утврдиме дали постои потреба, да ги направиме потребните анализи и потоа заедно со Министерството за транспорт и врски да одлучиме дали ќе се влезе воопшто во таков еден циклус. Она што како човек сакам да го потенцираме дека не смееме како институции, како држава да дозволиме стимулирање на бесправна градба на било каков начин. А во меѓувреме по извршените анализи ќе се утврди потребата за носење или неносење на ваков законски пропис. Зборуваме за хипотетичка ситуација, не постои законско решение. Допрва ќе влеземе во циклусот на утврдување на потреба, на анализа на состојбата и потоа носење на конкретни решенија. Шилегов рече дека интерес на општините е да престане легализацијата на дивоградбите што досега се одвиваше за 1 евро по метар квадратен, а оној кој има бесправно изграден објект мора да ги плати комуналиите како што ги плаќа секој граѓанин и да плати соодветни пенали и казна за сопствената бесправна изграденост. Законот за легализирање на бесправно изградени објекти за 1 евро по квадрат стапи на сила во март 2011 година, со што им се даде можност на граѓаните да ги легализираат бесправно изградените домови по 1 евро за квадрат. Затоа потребно беше во рок од 6 месеци до општината да се поднесе барање за легализација, уверение за државјанство или копија од лична карта, доказ за приклучок на комунална инфраструктура или сметки за јавни услуги и геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на објектот со имотен лист. Но првичниот рок неколку пати беше пролонгиран. Во првиот рок за поднесување барања за легализација на диво изградени објекти беа доставени 360.000 барања. Според податоците со кои располага ЗЕЛС, во нашата држава во моментов има над 70.000 индивидуални и деловни објекти, што се уште не се во регулиран правен промет. Во текот на изминатата недела во државава се регистрирани 3209 заболени од грип, што е за 9% зголемување споредено со минатата недела кога беа регистрирани 2943 заболени од грип, се наведува во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во текот на оваа недела регистриран е еден смртен случај асоциран со грип. Станува збор за лице на возраст од 86 години од Скопје кој бил хоспитализиран на клиниката за инфективни болести. Кај починатото лице не е утврдено присуство на коморбидитет. Најголем број заболени се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца е регистрирана кај децата на возраст до 4 години.
Оваа недела пријавени се заболени лица од 28 извештајни единици. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на Центарот за јавно здравје Скопје 576, а највисока инциденца е регистрирана на подрачјето на подрачната единица Кавадарци. Во сезоната 2018-2019 вкупниот број на заболени од грип изнесува 12.523. Најголем број од пријавените случаи се регистрирани во февруари, 8.398 заболени или 67,1%. Оваа сезона се одликува со задоцнет старт, а се очекува одржување на висока активност и достигнување на пикот во текот на следните недели. Согласно податоците од центрите за јавно здравје и подрачните единици, вакцинирани се 19.348 лица. Железните диносауруси на скулпторот Андреј Миневски, кои беа изложени во паркот Ченто, привремено се селат во Скопската зоолошка градина. Трите диносауруси беа пренесени од екипите на јавното претпријатие Водовод и канализација. Скулпторот Андреј Миневски со неговите уметнички дела се приклучува кон кампањата Креирај и донирај на зоолошката градина. Неговите скулптури, изработени од рециклиран железен отпад, ќе бидат изложени до јуни. Овие три скулптури се дел од неговата првична изложба насловена од граѓаните за градот, која беше дел од програмата на град Скопје од Центарот кон периферијата, културата како алатка за социјален развој. Инаку со младиот скулптор, Прва Скопска имаше ексклузивна можност да разговара во паркот Ченто, токму на местото каде беа изложени железните диносауруси. Целта е да се тргне вниманието од центарот на Скопје, малце и на другите населени места. Тие се изработени од отпадно железо, исто така рециклирано. Има делови од кола, лимови, некои ланци. Иначе е проект на град Скопје, кој се вика од центар кон периферија и токму затоа е и тука изложбата направена. Иначе има сега три скулптури, преисториски, отпадно железо ради рециклација и рециклирање и малце може потешко и повозбудливо за работа. И сега е тренд металот. Сегде ни свет прават такви скулптури, па може за тоа. Како што информираат од Скопската зоолошка градина, деновиве на радост на посетителите ќе изработуваат нов диносаурус од рециклиран отпад на лице место во самата зоолошка. Диносаурусот ќе биде долг 12 метри и висок 6 метри и речиси секојдневно посетителите ќе имаат можност во живо да гледаат како се одвива процесот на изработка на едно вака величинствено дело. Eurolink осигурување е добитник на награда и признание за придонес во развојот на предприемништвото во Средна и Југоисточна Европа во 2018 година. Во едно меѓународниот комитет, анализирајќи го работењето на компанијата во 2018 година, територијалната застапеност и достапноста на услугите, донел одлука да додели уште две престижни награди и тоа голема награда и признание за придонес во развојот на предприемништвото во Средна и Југоисточна Европа за 2018 година на председателот на надзорен одбор на Eurolink осигурување Олга Костовска и уште една ваква награда на председателот на управен одбор на Eurolink осигурување Марија Томеска. Како што информира Олга Костовска, Eurolink континуирано расте и јакне, што е резултат на несебични залагања на сите вработени и довербата на сите ценети клиенти и соработници. Оваа награда им припаѓа на сите кои веруваат во внатрешните капацитети на компанијата, кои со голема доверба и лојалност ја доведуваат заштитата на највредните нешта во животот. Марија Томеска информира дека признанието е потврда за уникатноста на стратегијата и способноста на Eurolink да креира долгорочен и здрав раст, фокусиран на воведување нови продукти и иновации во услугата. Како во изминатите 16 години, така и во иднина, фокусот
на тимот ќе биде насочен кон подобрување на квалитетот на живење на сите граѓани. Како што соопштија од Евролинк, 3 награди ќе бидат доделени на 6-тиот регионален самит на предприемачи во Средна и Југоисточна Европа во март во Дубровник. Сообраќајната полиција и пајак службата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар Скопје во текот на февруари санкционирала и одстранила 799 непрописно паркирани возила на територија на општина Центар. Од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар информираа дека со помош на 3 специјални возила пајак во периодот од 1 до 28 февруари 2019 година одстранети се 799 возила, што го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, од кои 5 несовесно паркирани возила биле затекнати на паркинг места наменети за лица со посебни потреби. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар апелираа до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места, за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците. Странци се повеќе купуваат имоти во Охрид. Најчесто иселеници, повозрасни лица одлучуваат пензионерските денови да ги минат во родната земја крај брегот на Охридското езеро. Ги напуштаат Америка, Австралија и Европа, а странските пензии во мирниот Охрид им ветуваат раскошна и спокојна старост. Најинтересно е тоа што станови и куќи на атрактивни локации на брегот на Охридското езеро купуваат и странци кои немаат македонско потекло. Најчести купувачи на станови, куќи и слично во Охрид се клиенти кои што се од останатите делови од Македонија и иселениците, нашите иселеници, но тука влегуваат во таа категорија и странците. Тие зафаќаат процент некаде околу 70% од продажбите и тие се појавуваат како купувачи со цел да ги користат недвижностите за одмор на членовите на нивното семејство, но и за семејно домување во периодот после нивното пензионирање. Останатиот дел од продажбите, околу 30%, се за охриѓани кои што купуваат со цел семејно домување. Туристи од Англија, Америка, Холандија си купуваат станови и апартмани. 20 на семејства од Холандија купиле недвижнини на брегот на Охридското езеро. Покрај луксузни апартмани се купуваат и куќи во стариот дел на градот. Куќите во стариот дел на градот и понатака се продаваат и понатака се барани. Особено е значајно да се истакне дека како купувачи се појавуваат странски државјани. Например, во минатата година имавме една англичанка која што купи куќа во срцето на стариот град, во непосредна близина на старите рибарници. Тие се воодушевени од Охрид, кога ќе дојдат овдека и носат одлука делот од животот после пензионирањето да го поминат во Охрид, така да купуваат со цел домување, постојано населување, што е исклучително добро за Охрид и за Македонија. Исто така имаме и купувачи кои што купуваат од бизнис мотиви, бизнис причини, односно ги преуредуваат како апартмански комплекси и ги изнемуваат на туристите. Странците се воодушевуваат од природните и културните вредности на Охрид, традицијата и љубезноста на охриѓани. Тие едноставно се влюбиле во градот. Господја Джени, која што се надевам ќе имате прилика да разговарате со неа во иднина, е воодушевена од самиот град, од езерото, од воздухот, од многобројните цркви, споменици на културата на Охрид. Особено е воодушевена од охриѓани, од топлината на луѓето, од нашето традиционално гостопримство. Исто така е воодушевена од нашата храна.
и таа е еден промотор за овие наши вредности, бидејќи таа го кажува на нејзините пријатели и роднини и ги носи тука и му кажува на нашите предности, така што ние сме среќни што го имаме Охрид и што живееме во Охрид. Луксузните скапи апартмани и кујки и селениците често пати ги плаќаат со стамбен кредит, бидејќи странските примања им дозволуваат за неколку години да ги исплатат во целост. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Неделна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на хрониките.